Мохамед Беко и неговото семејство немаат друг избор освен да заминат од турскиот град Хатај, една од областите најтешко погодени од земјотресот на 6 февруари, во кој загинаа илјадници луѓе во Турција и во Сирија. По потекло од северозападната сириска провинција Идлиб, Беко и неговото семејство се преселиле во Турција во 2013 година, откако побегнале од граѓанската војна во нивната земја. Земјотресот имаше разорно влијание врз семејството Беко, како и врз многу други жители на Хатај. Целата куќа беше уништена. Татко ми и тетка ми останаа под урнатините. Продолживме да копаме 3 часа за да ги извадиме. Тетка ми го загуби животот. Бог да ја благослови незината душа. Но татко ми преживеа. Фала му на Бога, добро е. Беко по 3 дена решил да го пресели своето семејство во градот Мерсин, кој е поштеден од пустошот од земјотресот. Го напуштивме градот бидејќи се уште имаше последователни потреси. Додека бевме таму 3 дена бевме под шатор. Беше многу студено, а моите деца не можеа да го поднесат времето. Со секој последователен потрес, моите деца се повеќе се плашеа. Иако се чувствуваат безбедно во Мерсин, семејството живее на улица и нема место за престој. Со оглед на размерот од уништувањето од земјотресот, но и со тагувањето за загубата на своите најблиски во Турција и Сирија, Беко вели дека иднината на неговото семејство повторно е неизвестна.